Поразот на Аргентина од репрезентацијата на Саудитска Арабија одекна како вистинска атомска бомба во мундијалскиот свет. Кога малку кој очекуваше популарните гаучоси налета на незгодната Саудитска Арабија и го загубија овој надпревар со 1:2. Иако во првото полувреме играа добро и создадаа неколку шанси и постигнаа дури 4 гола, од кои само еден им беше признат, сепак во вторите 45 минути се случи една вистинска друга работа, кога Саудитска Арабија заигра добро, тргна во напад, за релативно краток временски период постигна 2 гола и успеа да ја сочува таа предност. Но во контекст на овој надпревар, на ова вистинско фудбалско изненадување мундијалско, доаѓа приказната за еден јунак, за еден навивач на Саудитска Арабија, за едно популарно лице кој од се срце ја сака својата земја, својата репрезентација. Зборуваме за Абдула Сулме, еден вистински фанатик на Саудитска Арабија, на незината репрезентација, еден човек кој го оствари својот сон доваѓајќи на светското првенство во Катар и да биде дел од овој мундијал, да присуствува и да ја бодри својата репрезентација. Ете накусо како во оваа приказка да го видиме првиот изворен дел од приказката на овој најавач на Саудитска Арабија, што тој мисли, што е неговата цел вака пешки да се упати од Саудитска Арабија до Катар, да пристигне во Доха и да најава за својата репрезентација. Погледнете го мини инсертот. Abdullah Sulmi. I came from Jeddah, Saudi Arabia to Doha, Qatar, to support Saudi Arabia in the World Cup, Qatar 2022. The Prince of Qatar, Prince Tamim, said that this is the Arab World Cup. This is for every Arab. This is for us. Last time I was saying, I have to go there. I want to go, even if I walk. I want to go to the World Cup. My journey is around 1,600. Длабоко сум убеден дека овој огнен најавач на Саудитска Арабија ниту во сон не помислувал дека ете, тргнувајќи на тој долг пат од 1600 километри кој трајал неколку месеци, не сите овие, да не речем, и пустински предели, непријатни предели за пешачење во арапскиот свет, дека токму на својот прв надпревар, на својот мундијалски надпревар кој ете го сонува и го чека, како што и сами видовте, тој кажа од 2006 година, ќе доживее оваа еуфорија, ова славје, ова радост, неговата репрезентација, неговата земја да ја победи Аргентина и на тој начин да предизвика вистинска ерупција и кај самиот него, и кај целиот фудбалски свет, кај сите оние аналитичари, познавачи на фудбалот и сите оние кои го сакаат мундијалот и кои го следат мундијалот. Навистина приказката за овој најавач, за Абдула Сулме, за човекот кој, да кажам, целата своја енергија, целата своја љубов ја посвети на фудбалската репрезентација на Саудитска Арабија, заслужува почит и респект. Тоа уште еднаш покажува дека љубовта кон фудбалот, љубовта кон својата земја, љубовта кон својата држава и желбата да се биде некаде заедно со нив е секогаш присутна и никогаш не достасува ако е навистина искрена и ако сака да се постигне тоа. Во продолжение следува уште еден прилог за овој навивач, мини прилог од неполна минута, на кој ќе ги видиме уште еднаш неговите размислувања, па ќе ја заокружиме нашата приказна со фудбалските случувања од овој надпревар и со тоа што следува и на мундијалот, а и посебно во оваа група каде што Аргентина по овој пораз се наоѓа во навистина незавидна ситуација. In one of our country, Middle East, Arabs, that means a lot to us. Remember in the 2006, it was the match between Saudi Arabia and Tunisia with my favorite player, Mohamed Noor, when he played football to Yasser Al-Qahtani. I cannot forget that. This is the first World Cup I'm gonna attend. I've never been in the World Cup before.
our group is not easy. We have Argentina, we have Mexico, Poland. There is a lot of great team. To see Saudi Arabia with them, that means to me a lot. And to be in the stadium, that's my victory. To be in Doha to enjoy the Arabs World Cup. Еве вака, наоѓајќи се некаде на пат за Доха, на балканските простори и на пат кон Блискиот исток, кон арапскиот свет, и кога многумина и мои пријатели, да кажам, другари и сите оние следбеници на емисијата во продукција на Буре Весник и на Петата димензија во спортот, дел од нив веќе помислува дека сум во Доха уште од сеченото отворање. По пат оваа приказка на овој најаваш на Саудиска Арабија навистина помалку и емотивно ме така, да кажам, трогна и ме возбуди и всушност сватив дека навистина љубовта кон фудбалот е една единствена и посебно кога се во прашање мундијалите. Од друга страна, самиот при тргнувањето за Доха, во двете интервјуа кои ги имав за австралиското радио СБС и за турската и за сајтот на турската телевизија ТРТ Балкан на македонски јазик, ги кажав моите очекувања, да не речам моите прогнози, моите видувања, мојата аналитика, при што споменав дека Бразил е првиот кандидат за, по мене, за освојување на титулата, односно бев дециден дека златната богиња ќе се пресели на јужноамериканскиот континент. Во секој случај, тука ја споменав и Аргентина како фаворит, како еден од кандидати за оваа титула, и без да навлегувам многу во деталите на овој надпревар, кога нели реков на Аргентина им беа поништени 3 гола во првото полувреме ради одредени офсайд ситуација, во второто полувреме верувам дека поголем дел од вас знаат како Саудиска Арабија сето тоа го одигри и го постигна, и оставам, еве, гледам по социјалните мрежи и по разни веб сајтови, по овие Twitter групи, има доста голем број на аналитичари и искрено голем дел од нив и добро ги знаат работите и добро ги анализираат и ги даваат своите коментари. Мојата цел не е да ја анализирам играта на овој надпревар, туку да ја фатиме петата димензија на овој човек кој го оствари својот сон, кој тргна пешки од Саудиска Арабија, го изводи целиот овој пат неколку месеци наназад, кој стигна во Доха и кој, ете, затоа велам, еден е Господ, му се насмеа среќата и успеа да се израдува на својот прв мундијалски надпревар, гледајќи ја Саудиска Арабија, да ја слави победата на својата репрезентација и да се радува заедно со сите љубители, со сите навивачи на оваа репрезентација кои се таму во Доха и кои ги следат сите овие надпревари и возбудувања. И тоа е дел од мундијалот, тоа е на пета димензија на овој мундијал, кога луѓето го сакаат, кога сакаат да видат на лице место и кога не жалат труд, време, нерви, тетиви и ред други работи за да стигнат таму каде што се. За жал, од примерот на Абдула Сулме нема многу во Македонија. Искрено не сакам да видам критички настрои, меѓутоа кај нас луѓето ретко се решаваат да бидат присутни на мундијалите. И овој пат, еве, во предвечерието на Добро утро Доха, добар ден Скопје и среќен ден Македонија, најавувам дека спортскиот портал Скок, односно неделниот спортски магазин Скок, ќе биде единствен акредитиран новинар на ФИФА за Мундијалот Катар 2022. Поздрав до сите и до скоро од лице место од Доха.